Во една прилика кога работе за една убава програма токму со СС детско село, баш за згрижувачките семејства, кажав дека тие се тајни херои на нашето општество и мислам дека се баш тие што отвораат врата и срце за деца кои што се лишени од вниманието и сигурноста на својот биолошки дом и родители. Тие не се само замена за родителите, туку и вистинска надеж и спас за најранливите. Да се биде згрижувач не е само задача, туку мисија да се создаде безбедно и стабилно обкружување каде децата ќе може да си го вратат нели и вистински животот, барем траекторијата на смевката и довербата. Така што баш во денешното излагање ќе говориме за предизвиците и убавините на згрижувачкото семејство, како се одвива процесот на згрижување и зошто секој од нас може да биде дел токму од ова значајна промена. Згрижувачките семејства и понатаму се главниот мост кој што ги поврзува минатото и иднината на децата, но сејќи светлина е таму каде што е најнеопходна. Во срцето на скопската општина Газибаба, токму СС детско село го отвори новото одделение, центарот безбедно место за оние кои што чии тивки болки бараат глас. Центарот за психолошко советување и рехабилитација е повеќе од простор, тој баш ќе биде, мислам дека и гест за една општествена зрелост и ова е на дополнување на програмата кој може да биде згрижувач. Што значи да се биде нечие ново дома? Како се лечи може би детска травма нели и зошто е неопходна професионална поддршка и што всушност значи да бидеш тука кога е најпотребно? Ќе говориме утрово кажав со Јагода Насковска, супервизор токму во Центарот за поддршка на згрижувачките семејства во СС детско село и Стефанија Богдановски, специјален едукатор и рехабилитатор. Ви благодарам. Уште еднаш, затоа што во свет кога има многу медиуми, подкасти, мали, позначени теми, незначени теми, помпезни најави, сакам се уште да останеме концизни и достоинствени во медиумскиот етер, да ги пренесеме темите, бидејќи јас никој пат немаше да поверувам кога ви ја кажа во една прилика и не знам колку пати сум ја повторил таа ситуација кога ми дојде една дама и благодарение на Телма пред 2 години, 3 мислам дека беше, кога ми се соопшти дека благодарение на вашето излагање и во рамки на нели Телма телевизија, утринската Телма, таа згрижила дури 3 дечиња. Така што некој пат несвесно, ама не знаеме кај ќе денеска ќе адресираме вистински и дека некој пат денес можеби баш додека не гледа ќе се сети и ќе си рече па зошто некому не подала мрака особено за овие дечиња. Така што мислам дека од вистинско значење тоа што освен тоа што го одбележавте вие 1 јуни, меѓународниот ден на згрижувачките семејства и децата, вака сега после неколку дена работењето на ова одделение и центар да ги споделиме првите искуства и вистина ми е драго што можеме заеднички да го споделиме и да се потсетиме Јагода некој пат кој се може да биде згрижувач доколку не следи во моментот. Така е, благодарам Марк. Навистина прекрасна најава. И така како што кажавте да се потсетиме, затоа што навистина овие гостувања многу значат и за нас. Допираат до луѓето се информираат на ваков начин и сме и ние благодарни што секогаш отстапувате место да го кажеме она што ние го мислиме, да повикаме, да апелираме кон луѓето и сме многу благодарни за вашиот интерес. И се служите дека има толку многу башибозук теми кои што не оптоваруваат по социјални медиуми и некој пат ги игнорираме тие теми кои што се важни, некако ги даваме простор на сосема некои небулози и ноторни работи. А за жал некогаш ќе ја прескокнеме темата апропо и денешната. Затоа мислам дека е важно денеска еве за сите кои што не гледаат да ја пренесат оваа ваша мисија. Јаго секој пат велам дека со секој ваше излагање убаво е да се потсетиме за оние кои што сега можеби ќе пуштат Телма или ќе го гледат можеби репризно ова издание. Што значи да се биде нели згрижувачко семејство во рамки на СС детско село? Кој се може да стане и дали е потребно да се биде во брак, да се има деца или да постојат некакви флексибилни услови и критериуми? Кој се може да биде згрижувач денес? Така, ние за згрижувањето зборуваме со задоволство. Навистина згрижувачите ги сметаме за наши херои, херои на нашата заедница, луѓе кои што навистина многу прават промени во животот на децата кои што за жал останале од некаква причина без родителска грижа. Може да стане згрижувач секое полнолетно лице кое што има желба да се грижи за деца, кое сака да работи нели со деца, меѓутоа секако државата пропишува одредени критериуми. Треба да е полнолетно лице, треба да е здравствено добро и лицето кое што ќе биде носител на згрижувачката функција, секако и семејството, членовите на неговото семејство.
треба да биде лице кое што не е деловно, нели не му е одземена деловната способност, кое што не му е одземено родителското право, не е осудувано лице, кое што секако има некакви стамбени услови, нели стамбено-материјални услови, има и своји приходи. Може обезбеди простор точно секако, така, затоа што пак ние гледаме во каква средина и ќе оставиме некое дете, ќе сместиме некое дете, таа средина треба да биде безбедна, сигурна за тоа дете. Тоа е целта на оваа услуга и задача на Центарот за поддршка да направи добра проценка на капацитетите на потенцијалниот кандидат и на неговото семејство, дали тој навистина може да згрижи дете. Освен овие критериуми кои што мора да се испочитуваат, кои се првите чекори кои што треба некој да ги превземе, ако е заинтересиран да стане згрижувач? Да, секако ќе потсетиме повторно, неколку пати сме кажувале, но како што рековме, секогаш сме спремни да ги потсетиме граѓаните. Првиот чекор е да се обратат кон центарот, надлежниот центар, согласно територијалната надлежност, нели, каде живее кандидатот, да се обратат кон првиот центар за социјална работа, каде би доставиле барање, нели, со идеја дека сакаат да се грижат за некое дете без родителска грижа. Тука почнува процедурата, добиваат листа на документи кои што треба да ги приложат кон Центарот за социјална работа. Тоа се, нели, воглавном доказ за добра здравствена состојба, овие уверенија што кажав претходно за неодземено родителско право, за дека не сте осудувани или слично. Да, образование, нели, некои лични документи, државјанин на Македонија треба да биде задолжително, приходи да покаже, имотна состојба, да документ за имотна состојба. Кога ќе ги приложи сите тие документи, Центарот ги праќа копија од сите тие документи кон нас, центрите за поддршка на згрижувачки семејства, кои го превземаме од тој момент кандидатот, со тоа што го вклучуваме на задолжителна обука, која што треба да помине, а се однесува имено на сите тие предизвици поврзани со грижата за децата, начин како да ги разберат подобро потребите на децата за кои што ќе се грижат. Нели, од тука почнува нивното едуцирање во оваа област. И промена на животот. Да, затоа што може би никогаш до тогаш не се сретнале со оваа тема и е тотално непозната за нив. Нашата обврска е да ги едуцираме, да ги зајакнеме, да ги подготвиме, да прифатат дете и да понудат на тоа дете една квалитетна грижа. Кој град доминира во моментот со најмногу згрижени дечиња? Па Дали не имате знам да можеби ви таква кажам, бројка, знам таква дека и Битола статистика. исто така. Ние во моментот функционираат 3 центри за поддршка, значи јас би зборела за делот, територијалниот дел кој што е под надлежност на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско село, а тоа е дел од Скопје, нели, општина Газибаба, општина Бутел, општина Аеродром, Чичер Сандево, Илинден Петровец, тоа е во Скопскиот дел, Арачиново исто така. Па понатака имаме Вардарскиот реон, тоа се Велес, Кавадарци, Неготино, па југоисточниот, Радовиш, Кавадар, Струмица, Гевгелија, Дојран, така да тој терен е нашиот. И како да ви кажам, во Скопје секако има највеќе сместени деца. Работиме на тоа да шириме оваа мрежа. Тоа е секој пат се бара плюс згрижувач, секој пат се бара плюс и секој пат апелираме да сите заинтересирани кандидати се обидат, да кажам, да не контактираат, да се вклучат во оваа, навистина потребни се згрижувачи и тоа секогаш во секоја прилика го кажувам. Прекрасно. Чисто ме интересира од искуството ваше години работење токму во овој центар и со згрижувачките семејства, каков е соодносот, имало некогаш кога ќе се одземе правото кај некој кој што не ги испочитувал правилата, се случиле такви можеби ситуации, да речеме, кога кандидат се пријавува, бидејќи сте супервизор, стручен соработник, постојано ја нагледувате целата, нели, состојба, се има случајно по некој пат, за жал, некој од згрижувачите да не може веќе да го испочитува тоа што го барате и вие како центар, односно како здружение. Па тоа се ретки примери, секако интервенираме и имено го следиме, тоа е нашата сепак детето е исто тука, вие го безбедност да се грижите со него додека не напри 18 години, чинам дека. Да.
Значи, ја следиме ние. Тоа е работата на Центарот за поддршка на стручните лица, на Центарот за поддршка, имено да видиме грижата дали се одвива согласно стандардите кои ги препорачува нашата држава, а тоа е згрижувачите да обезбедат една безбедна, сигурна средина за детето, поддржувачка средина, да обезбедат од елементарните услови, да речеме, исхрана, редовна, облека соодветна, здравствената состојба на детето, што подразбира редовна вакцинација, прегледи потребни на детето. Доколку стана збор особено за малолетно детенце, така? Да, апсолутно. Вклученост во образовен процес, вклученост во воспитно-рекреативни активности, джепарац за детето да има, значи, обезбедено. Сите тие работи кои што си се пропишани во правилникот и ние тоа го следиме, но доколку видиме, нели, целата неисправности можеби неисправност во било кој сегмент, реагираме, даваме поддршка, нели, во надминување, секако имаат згрижувачите предизвици доста. Јасно. Даваме, тука сме ние да дадеме стручен совет и тоа е нашата основна дејност, давање стручна помош и поддршка на згрижувачите, зашто и за нив е оваа работа, нели, и тие не можат сами во овој цел процес, не е лесно дете да се исчува, затоа сме ние тука секогаш на располагање, интервенираме за не чекаме да работите се одвиваат до такви крајности да биде толку прекршување на правилата. Јасно. Значи може да се некои нијанси каде што може да се некогаш ревидира ненамерно и или било како, но се случува да имаме потреба дете да префрлиме од едно во друго згрижувачко семејство од причина што згрижувачот заминува во пензија или неговата состојба здравствена се влошила, се смениле некои семејни околности и така натака. Затоа секогаш е потребно да имаме ресурси за да можеме да излеземе во пресред и на барањата за приеми кои што доаѓаат постојано и на вакви некои ситуации што во постоечките згрижувачки семејства можат да се случат. Стефанија, вистина кажав, барем благодарение на вашето учество денес во утринската, можеме да влеземе во чевлите да се биде едукатор и рехабилитатор. И сега веќе и во ова советувалиште на СОС Детско село, кој што официјално ја надополни програмата и олесни, можеби, нели, во голем дел од работењето токму со детското село, во Скопската општина Газибава ја отворен и новиот центар за поддршка на згрижувачки семејства и специјализирано оделение за психолошко советување и рехабилитација на деца со комплексни трауми. Ова се нови простори кои што се дел од проектот, ако не се лажам, надминување на системски празнини, кои што се баш поддршка на реформи во системот за заштита на деца. Колку вам ве исполнува, ви ја надополни можеби таа животна енергија, конкретно работата со децата и ајде малку повеќе за центарот, дека е наменето секако само за овие дечиња. Да. Новите простори што се отворија во рамките на СОС Детско село се за многу главен и важен чекор напред за децата што се згрижени во згрижувачките семејства. И ова е како одговор на реалната и надлабоката потреба која што многу мина од нив ја имаат како последици од травматските искуства, емоционални предизвици и развојните тешкоти и одстапувања. И на секое дете му е потребно поддршка, љубов, не само преку зборењето и давањето на финансиските средства, физички да сме присутни тука и емоционално присутно, бидејќи повеќето од нив веќе имаат некој наследено и научено, како да ги кажам, штетни или негативни шеми на однесување, кои што ние како тимот психолошкото советување и специјалната едукација и рехабилитација им помагаме да ги прекршиме тие нови, да им дадеме на децата можности да повторно да учат да веруваат во себе, да читајќи да оваа новина некој пат се прашувам сериозно, тоа се дечиња каде што неопходна е грижата од родител, да му се понуди љубов, грижа, ќе го остави и апсолутно тоа е повеќе од траума, тоа е веќе емотивно психолошко негово расстройство. Мислам, тоа е сериозна состојба во која што треба да
да помине Да, детето? без разлика на возрастната група на децата која што односно колку години имаат, таа примарна приврзаност која што е потребна е секогаш И потребна. органско потребна. Да. И ние како луѓе, значи сме важно ние и како човечки суштества сакаме да се поврзаме со луѓето за да може да функционираме и да ги правиме секојдневните работи кои што ни исполнуваат, особено децава кои што им било прекршено правото да биде дете кај што ќе може слободно или пак било запоставено правото да биде дете за да може слободно да говори, да слободно да се однесува, да размислува и некој да биде тука за него дури кога му е најтешко. Како ќе изгледа во пракса сега на психолошка поддршка за дете со комплексна травма и што значи рехабилитација во овој контекст? Па оваа интеграција на психолошкото советување со специјалната едукација и рехабилитација е инвентивен и нов некој пристап во детското село, каде што од страна на психологот тој води индивидуални сесии со децата и дијадна терапија, каде што се работи со детето и со членот од згрижувачкото семејство, за да може да се создаде една доверба и емоционална блискост помеѓу нив, а тоа нормално директно влијае на подобро разбирање, на сигурност и детето да расте во љубовна и поддржувачка средина. А од страна на специјален едукатор од страна моја, тука јас работам индивидуално и на групни сесии со децата на целосниот нивни развој. Значи сите аспекти ги опфаќам на детското функционирање и сензорната соба која што се работи со детето на подобрување на начинот на кој што мозокот му ги прима и му ги обработува сетилните информации за да може нормално да функционира во надворешната средина и да ги извршува секојдневните активности што се. Да, имено во овие да речеме индивидуални и колективни среди кои што ги имате, згрижувачите може да бидат присутни? Да, згрижувачите може да присутни. Во страна на психолошкото советување, згрижувачите се присутни, но има и сесии кај што децата може само доброволно да дојдат, но главната цел е да се создаде таа приврзаност и емоционална безбедност кај децата за да имаат правилен раст и развој. Од кај моја страна се индивидуално и групно со децата, но постојано сме во комуникација и консултации со згрижувачките семејства со препораки и начини како да функционираат со децата во дом. Претпоставам дека обсервирате постојано и конзумирате различни трауми и приказни, меѓутоа ова веројатно ќе биде убава трансформација за најмладите. Убава трансформација е лична и им дава нови прозорци за учење и за успеци, значи секое дете го третираме како посебно дете, посебна индивидуа која што има своја приказна, и свој потенцијал развој, да искаже својата животна потенцијали и своји интереси. Така е. Да. Претпоставам дека можеби ова советувалиште, центар, оделение ќе биде можеби да се насочи детето, се додека не наполни своји 18 години, нели? Да му дадете поддршка, мотивација, самодоверба за да фати правец, па потоа да дојде свој убав работен статус, можеби се запише на некој од факултетите кај нас, да се продолжи нели со образованието и едукацијата. Претпоставам дека и ова тоа значи за многу самите значи, дури многу се забележуваат и реакциите, искуствата кај децата, односно како најсилна потврда некако ми е тие како ќе одговорат нова. Првично кога започнавме тие сите се затворени, се анксиозни, се отпорни, но сега веќе прашуваат кога ќе дојдам следен пак, каде што веќе сме изградиле таа доверба, и чувството на сигурност. И колку време да речеме во седмицата, колку често ги имате средбите со? Од еднаш до 2 пати неделно. Да, но некогаш може да и до 3 пати неделно или пак повеќе, зависи во зависност од специфичните интензитетот на специфичните потреби кај децата. Да, добро што за камерите ми кажат дека била неопходна промена да се отвори вакво оделение, иако имало меѓутоа ова е прва вака нели со заслуга на ИСУС детско село. Дали сметате можеби дека овие простори ќе представуваат почеток на една системска трансформација можеби во начинот на општеството како се грижат за деца кои што доживеале вакви трауми? Да, и многу е потребно и неопходно, особено јас сум израсната и со деца што живееле во детско село и од тогаш некако сум ја гледала таа потреба и тука сум била за нив и сега ми е многу мило што имам и таа можност да им пружам на децава кои што се искрени доста, колку што и они учат од мене, толку јас учам од нив. Само битно е да бидеме трпеливи, да им дадеме слободни да бидат и да овозможиме да ги насочиме кон правиот насок, правата насок. Верувам дека секоја професија си има свое бреме. Во случајот и вашата, Стефанија, со оглед на тоа дека е прилично сензитивна,
а и емотивно треба да се поврзате со секој индивидуално или да кажеме колективна група. За оние кои што не гледаат, колку време поточно работите како едукатори? Од јануари јас работам веќе со години, може до 5 години. Постојано сум активна не само во специјална едукација и со наградување на системски семејна психотерапија, каде што сум забележала дека уствари преврзувањето со децата е тоа што им дава нив натрешна мотивација за да може да продолжат да растат. И најчесто доста може да ми кажат доста си млада, и знаеш, децава знаат да се поврзат со тебе и сакаат млади, ама јас викам не е само тоа, туку многу е битно што јас сум емоционално достапна за нив и слободно говорам со нив и тука сум за нив. Не ги ограничувам, пошто најчесто со опсек на времето кое што ги имаме и брзањата кои што се случуваат секојдневните обврски, секогаш треба да најдеме време со нив, дури да и од некогаш зборам и со згрижувачите од 15 минути да поминувате до 4 сати, не е битно колку е квантитетот, туку квалитетот заедно поминато со децата. Колку те промени оваа работа? Искрено, јас секој ден се чувствувам промени. Промена многу е убаво, ама самите насмевки, самото однесување на децата и колку се приврзани, каде што на неколку од работилниците на семејството дискутиравме, каде што веќе не сметаат како дел од нивно семејство, каде што случува дека убаво влијае на нив. Мислам дека најголемиот шамар кој што може да го добиеме слушајќи ги овие приказни и да ве освести, баш да ви направи централно да се поврзете со себе со оглед на тоа се велите што се имам, а овие деца го немаат. Тоа е љубовта и доми и родители. Тоа е една работа која што верувам дека тие како еден аха момент кога ги за секој ден што го имаме, за некои работи дури што не сме свесни за примарното семејство и љубовта, грижата, каде што некогаш викаме нормално тинеџерски години, тинеџерска возраст, бараме повеќе или јас знам, но потоа како што растаме да бидеме благодарни, јас секојдневно реално гледам можност и кај децата, секој дете има можност да биде, значи свој потенцијал да израсне, да биде најдобро од себе, само што треба да има поддршката, насоката и водството од некогаш. Како што често слободно. Јас во контекст на ова сакам да дополнам Стефанија, дека децата по самото сместување, значи веднаш добиваат поддршка и нивниот практично развој го следат стручните работници од Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, кои што креираат планови заедно со старателите на тие деца. Во тие планови можат да се вклучат и биолошките сродници на децата или некоја важна личност. И секако принципот на учество го почитуваме многу, а тоа значи дека и самото дете е вклучено во креирање на неговиот план за поддршка на корисникот, каде што се предвидуваат активности и цели се поставуваат со што се планира практично развојот на детето на годишно ниво и истиот план се следи. Тоа го прават стручните работници за поддршка од Центарот за поддршка, нели? А во однос на згрижувачите, сакав исто така да потенцирам дека и тие добиваат континуирани обуки од страна на Центарот за поддршка, поврзани со теми кои што се значени за нив. И на годишно ниво задолжителни 10 часа имаат тековна обука која што треба да поминат, освен првичната основна што поминале. Така да постојано сите работиме, сите даваме поддршка. Ова што сега Центарот е тука до нас, исто така е како едно дополнување на цела работа која што ја прави Центарот за поддршка и стручните работници од самиот центар. Значи, сме многу задоволни и они го превзимаат делот кога детето има потреба од поголемо внимание, да кажам, разговор, некое споделување. Сето тоа се прави и од страна на Центарот за поддршка, меѓутоа за некои деца нели предвидуваме дека е потребна дополнителна поддршка и во соработка со старателите ја обезбедуваме. Сега имаме таа можност, Центарот ни е тука и со нив да имаме нели соработка, се во интерес на детето и неговиот напредок. Колку пати, бидејќи години работите на поле со згрижувачките семејства Јагода, се случило реконекција некој пат со биолошките родители кај многу деца, бидејќи претпоставам дека можеби ова деление некој пат траумите кои што ги доживуваат за напуштањето
не секој родител го има конкретното алиби зошто го напуштил и е, да речеме, легитимно. Меѓутоа, некој пат сме многу брзи осудувачи да кажеме зошто родителот го направил тоа. Имало и некој пат причина. Така, Ја денеска многу брзата реакција наша знае да биде осудувачка и веднаш да го отфрлиме тоа како податок дека имало причина зошто се случило тоа. Меѓутоа, чинам дека во децениското ваше работење сте сретнале можеби дел од овие деца кои што благодарение можеби на делението ќе ги надмијат траумите, па и најбавата мислам дека работа и подарок кој што може да го добиеме да простиме. Некој пат и тоа е нели надминување на нешто што сме го направили да бидеме нов човек. Тоа не прави вистина нели подобри жители на оваа планета. Колку се случило некој пат реконекција кај Знаете децата? како, Марк, ние доаѓаме нели од СОС детско село, тоа е веќе позната организација која што има децениско искуство во работа на заштита на децата без родителска грижа и нели заштита на нивниот интерес. Она што е принцип на детско село е тоа да биолошките сродници се уважат како партнери во цела оваа грижа за децата. Значи да немаме ние осудувачки став кон биолошките сродници. И еве јас како социјален работник во детското село од почетокот, да кажем, веќе 16 години работам во оваа организација. Значи се држиме сите до тој принцип да и со биолошките сродници соработуваме, ги информираме за развојот на детето, ги консултираме, ги вклучуваме, така да горда сум на тоа што многу пати сме направиле промена и во биолошкото семејство. Значи сепак е во еден триаголник целата таа релација. И сме постигнале големи резултати во однос на тоа да таткото или мајката, родителот, неважно, близок член од семејството, го зајакнеме интересот кон детето, да ги поврземе уште посилно, да ги унапредиме релациите на детето со семејството, бидејќи секако на детето му значат корените, нели, и луѓето што доаѓаат од неговото биолошко семејство. И многу сме се трудели и ден денес се трудиме и постигаме промени. Значи, се надминуваат бариерите. Се надминува, нема осудување, секој може да се најде во тешка ситуација. Па и секој од нас, нели, и ништо не знаеме што ќе ни чукне на врата. Да, напротив, сите треба да се вложиме во тоа да детето гради добра слика за родителот, доколку нели збориме родителот не наштетува на здравието на детето, на интересот, нели на неговата безбедност. Инаку даваме се од себе да овие релации кои што се многу значени да ги зајакнуваме, а во тоа голема поддршка добиваме и од згрижувачите кои што се свесни за оваа релација на детето и биолошкиот родител, и тоа го учиме низ обуките, ги подготвуваме за ова, да тие бидат еден тим заедно со стручните лица, со родителот, со старателот, така да сето тоа го водиме низ обуките, ги освестуваме за тие некои важни потреби на детето и се случуваат често пати, да кажам, и реинтеграции на деца, нели тука е старателот тој што одлучува и проценува. Само уште нешто, кој се може да биде, Стефанија, рехабилитатор и едукатор, доколку сака да се приклучи во тимот, бидејќи како што не се потребни згрижувачки згрижувачи кои што можат во моментот или семејства да помогнат, да се надополни нивниот дом и да се пред се отвори можноста и комфорот за едно дете да добие грижа која што е неопходна, истото и веројатно и кај вас. Секој пат се потребата секогаш расте. Затоа и секогаш е проширување на тимот убаво од стручни кадри, дефектолозите што се, психолозите, логопедите и сензорни терапевти што се. Прво, за да се биде не само едукатор, било кое стручно лице, треба прво да го сакаш тоа што го правиш секојдневно, затоа што има многу и колеги, колешки кои што сакаат да помогнат и се, но не се доволно потребна и трпеливоста, внимателноста кон нив. Различни, имаме секогаш структура за децата и плани, цели кои треба да се постигнат, но некогаш таа структура или во текот на часовите сесиите со децата може да се изменува.
и потребно е да бидеме тука за нив и секогаш, освен што ќе завршат основното образование на филозофските факултет, што е, потребно е и понатамошна едукација во било кој сегмент. Супер. Ви благодарам уште еднаш, беше убаво искуство повторно да го апострофираме моментот за неопходноста на згрижувачките семејства. Се гледаме секако ние повторно. Благодариме на Телма Благодариме и на во секое време, во секое време.